Дневникот на Сител. Во студиото со вас Славица Арсова. Добро вечер и добре дојдовте. На почеток на Дневникот гледаме кои настани го одбележаа денот. Уапсена сопругата на Зекирија Шаини за поврзаност со обидот за убиство. Познат е нападјачот и по него се трага. По 3 години затвор добија обвинетите за случајот Врдариште. Институциите бараат трајно решение за депонијата. Двете собственички на старски домови добија притвор. Штитениците јаделе храна со поминат рок, биле заклучувани и делеле импровизирани кревети. Јас кога одам, некогаш и ме препознава, некогаш и не. Она ми се нема пожалено, пошто ради диагноза ти не може да се пожали. Кампањата стаса до половина. Мицковски и Филипче на средби со бизнисмени, кандидатите на терен. А во тема на денот за трите децении UNDP во Македонија, што носи ова партнерство, дали македонските институции имаат капацитет да ги спроведуваат проектите по завршувањето на донаторската поддршка, кои се следните иницијативи и планови, ќе разговарам со постојаниот представник на UNDP во земјава Армен Григоријан. Останете со нас, почнуваме со Дневник. Приведена е сопругата на Зекирија Шаини во врска со вчерашниот обид за негово убиство. Идентификуван е и директниот напаѓач, 36 годишник од Гостивар, но тој засега е во бегство. И покрај тоа што истрагата тврди дека мотивите се од чисто лична природа, овој инцидент ја вознемири политичката сцена. Од ДУИ тврдеа дека се работи за политички атентат. Мирјана Давидовска ги има деталите. Приведена е сопругата на доктор Шаини, кој вчера беше застрелан. Полицијата ја лиши од слобода 43 годишната тетовчанка поради сомнение дека е поврзана со обидот за убиство на нејзиниот сопруг. Идентификуван е и напаѓачот кој испука неколку куршуми во возилото во кое беше кандидатот за советник од Липково. Се работи за 36 годишен маж од Гостивар. Во врска со настанот на службен разговор се повикани 6 лица, а во домот на БС 50 од Куманово по судска наредба е извршен претрес. По целосно документирање на случајот против АА ќе следува пријава, додека против ЛФ 36 од Гостивар кој се сомничи за обид за убиство и се уште е во бегство. По консултација со ЈО исто така ќе биде поднесена кривична пријава. Доктор Зекирија Шаини по санирањето на повредите на клиниката за пластична хирургија денеска е пуштен на домашно лекување. Од ДУИ реагира дека ова е настан со силни индикации за атентати, бараат од надлежните итна, сериозна и транспарентна реакција. Според нив прикривањето на вистината и релативизирањето на настанот е неприфатливо и опасно. Секое молчење или институционално одолговлекување би представувало сериозна неодговорност и директен ризик за безбедноста во државата. Доколку е можно политички кандидат да биде нападнат со огнено оружје во средизборна кампања, во сред град, тогаш ниту еден граѓанин не може да се чувствува безбеден. Опозицијската СДСМ побара оставка од министерот за внатрешни велат. Нарушена е безбедноста на граѓаните со секојдневните дивења на улиците. Не е само последното пукање во Куманово. Непрекинатиот раст на вооружените и насилни инциденти во различни градови е сигнал за целосно системско потфрлање на безбедниот апарат. Нема ниту превенција, ниту соодветна реакција. За тоа мора да има одговорност. Министерот Тошковски претходно одговори на ваквите барања од опозицијата, велики дека нема да поднесе оставка и ќе продолжи со решавање на проблемите и расчистување на нередот што го оставиле од СДСМ. Кога не може да најдат реален пропуск, го измислуваат, а кога ќе се случи вистински настан, како инцидентот со пукањето во Куманово, веднаш го претвораат во нова доза политичка хистерија. Пред да заврши увидот, пред да има резултати, тие бараат оставка. За нив секој трагичен настан е средство за политичка пресметка. Во доктор Шаини вчера беше пукано среде билден додека се движеше со својот автомобил во Куманово. Од снимките на безбедносните камери се гледа како маскирано лице го чека на улицата и пука директно во него. Инцидентот се случи на само 50 на метри од полициската станица во Куманово. Мирјана Давидовска, Сител телевизија. Сомнителен куфер кој бил оставен на плоштадот ВМРО, каде се наоѓа и зградата седиште на ВМРО ДПМН, предизвика евакуација на повеќе околни објекти и државни институции. Информацијата е потврди од МВР. По 2 часа проверки полицијата соопшти дека станувало збор за лажна тревога. Во 12 часот и 55 минути лице од обезбедувањето на јавното претпријатие Државни патишта пријавило дека на видео надзор пред канцелариите на претпријатието на плоштадот ВМРО во Скопје биле забележани 2 лица како го
го разгледуваат местото, а едното од нив оставило куфер. Веднаш по добиената пријава преземени биле соодветни мерки и активности, извршени потребните проверки и било утврдено дека куферот е празен, велат од Министерството за внатрешни работи. Серија претреси од предпладнево се одвиваат на повеќе локации во Скопје против мрежа поврзана со трговија со дрога, дознава сител од полициски извори. Според неофицијалните информации, екипи на МВР упаднале на неколку локации во населбите Ѓурча Петров, Хром и Нерези, барајќи докази за апсење на лица кои се поврзуваат со трговија со кокаин. Според првичните информации, станува збор за сосема нова криминална група, за која барем засега не може да се најдат докази дека е поврзана со оние кои се веќе познати во скопското подземје и против кои се водат серија судски процеси. Информацијата дека тече полициска акција попладнево ја потврдија и МВР и обвинителството, но без откривање на повеќе детали. Во координација со предметен обвинител од ОЈО ГОК, единици од МВР вршат претреси на повеќе локации низ Скопје. Со оглед дека акцијата трае, повеќе информации ќе споделиме во текот на утрешниот ден, велот од обвинителството за гонење на дела од организиран криминал и корупција. По 3 години затвор добија обвинетите за предизвикување пожар во дивата депонија Вардариште. Судот денес ги прогласи за виновни, бидејќи создавале депонија која предизвикала опасност по здравјето на луѓето и загадување на земјата и воздухот. Деталите за пресудата од Даниел Василев. Максимална 3-годишна казна затвор за тројцата обвинети за дивата депонија Вардариште. Кривичниот суд одлучи дека обвинетите Мајсут Мемиши, Алмира Сани и Флорина Рифи се виновни за загрозување на животната средина. Тие од 2020-та направиле импровизиран склад без да формираат фирма. Во складот одлагале железо, стари акумулатори и отпад. Создале депонија противно на прописите за заштита на животната средина, со која можеле да предизвикаат значително штетување на квалитетот на почвата, воздухот или водата, истовремено можеле да предизвикаат опасност за животот или здравјето на луѓето, на начин што вршеле дејност откуп на старо железо, метални производи, стари акумулатори и други обоени метали на импровизирани објекти, лоцирани на улица Зензел Джемај без број, импровизирани пунктови, односно отпади без означена фирма, иако знаеле и биле свесни дека за вршење на дејноста не поседуваат соодветна дозвола. По барање на обвинителството, судот одлучи тројцата да останат во притвор до правосилност на одлуката поради постоење опасност од бегство. На ова одбраната кажа дека отпадот го собирале поради екзистенционални причини, а за бегство се потребни пари, што тие ги немаат. Одбраната најави дека ќе се жали и на пресудата на првостепениот суд, но и на одлуката за продолжување на мерката притвор. Адвокатот Костадин Веселиновски смета дека на тројцата натовариме ставено дело кое што тие воопшто и не го сториле. Обвинетите одговараат за нешто што не го сториле, а што во јавноста наназад е актуелно дека воздухот е загаден, дека имаме протести поради сето тоа, но овие обвинети воопшто не превзеле действија и во таа смисла сметам дека нема елементи на конститутивни елементи на кривичното дело што им се става на товар. Мемишија, Сани и Арифи уште на првото рочиште признаа вина. Беа приведени во септември, кога во Вардариште избувна голем пожар, за кој на противпожарните служби им требаа неколку денови за да го санираат. Пожарот во Вардариште предизвика и протести на жителите на аеродром. Даниел Василев, Сител телевизија. Во меѓувреме, представници на иницијативата Стоп за Вардариште бараат системско решение од полицијата и локалната самоуправа. Одржана средба во МВР. Во голем дел од нашите барања се прифатени. Сакаме да видиме во нареден период како тоа ќе биде имплементирано. Сепак едно е речено, друго е сторено, но мило ми е што сепак се собравме тука и тоа го видовме. Навистина нашиот труд верувам дека вроди со плод. Се надевам и дека тоа ќе го видиме во пракса и дека конечно ќе се реши трајно проблемот со Вардариште како еден од загадувачите во Скопје и дека барем дел од тоа ќе биде решено, односно конечно ќе живееме, односно ќе дишеме чист воздух. Едно од барањата на иницијативата Стоп за Вардариште беше и тоа да се попише
конкретното население, да ги идентификуваме луѓето кои што живеат во едни такви лоши услови, најблаго кажано. Тоа го направивме уште веднаш. Луѓето кои што таму предстојуваат се идентификувани. Имаме негде околу 111 дечиња кои што се таму присутни. Негде отприлика околу 100 возрастни лица. Притвор за сопственичките на два приватни домови за стари лица, актив во Центар и Арија во Бутел, посомнежи за суров, нечовечки и понижувачки третман на штитениците. Во соби биле сместувани мажи и жени заедно, немало доволно кревети, дел спиеле на троседи, а дел во заеднички единечни кревети. Јаделе храна со поминат рок и примале терапија која не им била препишана од лекар. Дел од семејствата сведочат дека немале никаков пристап до собите на штитениците во домот, а и вчерашното иселување според нив било хаотично. Мартин Арсов. Притвор за две сопственички на приватни домови за стари лица во Центар и Бутел, поради суров, нечовечки и понижувачки третман на згрижените. Спротивно на сите правила, во собите сместувале мажи и жени заедно. Немале доволно кревети, па дел спиеле на троседи во дневната соба. Имало и случаи кога двајца спиеле на ист единечен кревет. Прво обвинетата во домот во Бутел сместила 27 корисници, иако имала дозвола само за 21 лице, а заедно со второ обвинетата во установата во Центар сместиле 33 корисници, иако имале дозвола само за 17 лица, велат од обвинителството. Во двете установи им била служена храна со поминат рок. Дел од корисниците биле постојано заклучувани во посебни простории, а на дел им давале лекови кои не биле препишани од лекар. По наредба на јавен обвинител, на сите згрижени лица им извршен лекарски преглед и анализи од страна на стручни лица од Институтот за судска медицина. Надица Кекич, чија неподвижна мајка речиси 4 години била сместена во домот во Центар. За Сител вели дека не и бил дозволен влез во собата. Посети се правеле во посебна просторија или ако е убаво времето во дворот. Ја и не знам како изгледаше собата во актив за мајка ми, као тоа под број 1. Дали нешто таму имало или не можам да знам, пошто мојата мајка е дементна. Јас кога одам, некогаш и ме препознава, некогаш и не. Она ми се нема пожалено, пошто ради диагнозата и не може да се пожали дека нешто се случува или дека нешто се дешава. Меѓутоа, еве, например, сега последно што се случи, после летните одмори, јас кога отидов таму, видов дека малку е устата искривена и окото е паднато, и кога отидов да им укажам за тоа, дека жената или била на промаја, има пареза на нервот фацијален или можда имала мозочен удар, една од собственичките, Наташа ми рече, па ја не сум ги видела, ја вчера се вратив од одмор. Откако домот бил затворен, Кекич вели дека не добила помош од институциите за да најде ново сместување за мајка ѝ. Вчера, например, во 11:30 ми се јави социјален работник, социјална работничка, жена беше, по телефон да ми каже дека до утре вечер морам да извадам мајка ми од дом и да си ја земам затоа што домот веќе нема да работи. На моето прашање зошто нема да работи домот, она ми рече затоа што нема доволно персонал. А ја и реков, јас бев пред недела дена, носев лекови и никој не ми кажа дека затвараат за немање персонал. Она ми рече, толку знам, пријатно, и ми затвори телефон. Толку беше од социјалниот работник. Отидов да видам што се дешава. Кога отидов пред домот, беа сигурно некои 30 на луѓе, сите собрани да си ги земат своите од таму. И тоа беше еден таков хаос, подпишувавме само некои листови изјави дека ги земаме, они печати немаат, пошто све им е одземено. Сите бевме во таква паника, ни ги носат на тој студ надвор, па пошто ќе видат дека е студено, па ги прибираат внатре, па за секој штитеник во кеса од ѓубре стварите му ги фрлаат надвор. Количка не ни дадоа, пошто не смеле да ни ја дадат, а ја имам однесено и количка и дубак во домот. Според обвинителството, месечно двата објекти сопственичките заработувале вкупно над 36.000 евра. Мартин Арсов, Сител телевизија. Агенцијата за храна и ветеринарство изрече казни за 3 градинки и едно училиште по септемвриските контроли во нивните кујни. Констатирани била лоша хигиена, несоодветно чување и приготвување на храна и неисполнети здравствени прегледи на персоналот. Уништени се вкупно 83 килограми небезбедна храна која можела да заврши во чиниите на децата. 3 градинки и едно училиште парично се казнети од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство.
Несоодветно чувале и приготвувале храна за деца, а хигиената во кујните не била на задоволително ниво, констатирале инспекцијските служби на АХВ за време на контролите во воспитно-образовните установи во цела Македонија. Само во септември, со почетокот на учебната година, инспекторите спровеле 23 вонредни надзори во училишта и 91 контрола во градинки. За утврдени недоследности издадени се 9 решенија со наредби за нивно отстранување. Во 2 градинки хигиената не била задоволителна во кујните, а една градинка немала спроведено задолжителен здравствен преглед на вработениот персонал во кујните. Парични казни изречени се на 3 градинки и поради несоодветно чување. Уништени се 24 кг храна. Во однос на спроведените контроли во училиштата, незадоволителни услови констатирани се само во една училишна кујна. Отстапки во однос на добра произведствена и добра хигиенска пракса утврдени се во 2 кујни. Поради погрешно декларирање, уништени се 59 кг храна. Инспекцијските служби накава за утврдените недоследности со контролите во училишните кујни изрекоа една парична казна и донесоа 5 решенија за нивно отстранување. За време на септемвриските контроли во градинки и училишта инспекторите наредиле уништување на вкупно 83 килограми храна. Александар Динев, Сител телевизија. Лидерот на ВМРО-ДПМН е денеска на средба со стопанственици во Струмица. Оттаму порача дека владата предводена од неговата партија ќе продолжи со водење стабилна макроекономска политика без раст на дануците и со грижлив однос кон пензионерите. Владата ќе продолжи да води стабилна макроекономска политика без големување на даноците и без промени во старосната граница за пензионирање. Ова денеска го порача премиерот Христијан Мицкоски на средбата со представници на бизнис заедницата во Струмица. Премиерот нагласи дека се очекува инфлацијата да продолжи да опаѓа, а економскиот раст во наредните 2 квартали да остане стабилен во рамки на проекциите за бруто домашниот производ. Оваа година сум оптимиста дека ќе завршиме на ниво под 4% буџетски дефицит, но ние години на висока инфлација која се консолидира буџетите на државите во регионот и во Европа, за жал, ние не успеавме во таа 22-23 да се консолидираме. Консолидирањето започна минатата година, оваа година продолжи и очекувам конечно следната година да дојдеме под оние 3,5% кои што се нормални за европските земји. И ако имаме притисок за зголемување на ДДВ-то, тоа нема да се случи, останува 18%. И ако имаме притисок за зголемување на границата старост за одење во пензија задолжителна, ние донесовме закон со кој што оставивме можност да бидат ангажирани луѓе кои што се во пензија. Мицкоски потенцираше дека и покрај економскиот фокус, европската интеграција останува еден од клучните приоритети на владата, но не по секоја цена. Повеќе нема простор за безусловни прифаќање на било какви диктати и ултиматуми. Ние ќе си напишеме домашната задача, цел на која што ни се бара во делот на планот за раст и реформската агенда ќе го испорачаме и го испорачуваме. Прави сме споредено со сите земји 6 од регионот, еве според последната класификација која што доаѓа од Европската комисија, ние ќе ги направиме сите реформи, ќе се развиваме на начин на кој што планираме да се развиваме, но повеќе таков тип билатерални уцени оваа влада, дека можда да дојде некоја следна има поинаква политика, но тоа дека оваа влада и додека јас не водам оваа влада, таков тип на прифаќање нема. На средбата со бизнис заедницата, Мицкоски информираше дека се во завршна фаза преговорите со Соединетите Американски држави за потпишување билатерален договор поврзан со трговските тарифи. Според него, предмет на разговор се околу 80 производи и артикли за кои се очекува тарифите да се движат од 0 до максимум 8%. Зоран Ѓорѓиев за Сител телевизија. Лидерот на СДСМ се сретна со представници на Комората на Северозападна Македонија и оттаму ја критикуваше економската политика на владата. Исти проблеми и стари барања. Да се изгради инфраструктура до зоната во Визбегово, каде се лоцирани над 100 компании и вработуваат околу 8.000 лица.
Комората на Северозападна Македонија ги презентираше приоритетите пред лидерот на СДСМ. Барат и домашните компании да имаат ист третман како странските кои се лоцирани во зоните, затоа што парите нашите ги оставаат дома во матичната земја. Тоа е патот, значи, главниот пат, што е излез од Скопје за Косово, кој е во една катастрофална ситуација, кој потхитно треба да се стави еден слој асфалт за да може ние да одиме секојдневно, ние поминуваме низ тој пат, имаме проблеми реални, значи имаме пукање на гуми, толку патот, значи не одговара на условите кои што треба да ги има еден пат за една индустријска зона. Економијата е во колапс. Прогнозите на меѓународните институции го покажуваат тоа, вели председателот на СДСМ Филипче. Странските инвеститори се заменуваат, долговите на државата се таложат, а ликвидноста на фирмите кои редовно ги плаќаат давачките е сериозно нарушена. Со месец се чекаат поврат на ДДВ и според Филипче во моментов државата на бизнисот му должи 700 милиони евра. Тоа што го слушаме целиот изминат период, сериозни проблеми со наплатата на повратот на ДДВ, огромен долг на државата и општините, близу 700 милиони евра, од кои близу 100 веројатно за поврат на ДДВ од засега непознати причини. Државата не ги исплаќа своите обврски и сериозно е загрозена ликвидноста на стопанството во државата. Сметам дека тоа е само еден од показателите за лошите економски политики кои ги води оваа влада. Сугерираме, предлагаме, тие едноставно немаат слух да излезат во пресред на вистинските потреби на граѓаните и на компаниите. По колку време се чека за поврат на ДДВ? Па и повеќе од 9-10 месеци, дури и компании кои што се месечни обврзници. И тоа е недозволиво. Филипче го повика премиерот Мицкоски, наместо како што вели да спинува и измислува афери, да ги решава реалните економски проблеми. Животот станува се поскап, платите стагнираат, а ветените проекти кои треба да донесат подобар стандард ги нема. Ако не знае како да ја води државата, време е да си оди, му порача Филипче на Мицкоски. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Културен дом Есма Реджепова, фудбалски стадион, пакет социјални мерки за најранливите во Шута Оризари најавува кандидатот на ВМРО ДПМН Орце Ѓорѓиевски. Од СДСМ кандидатката Шукова ветува Скопје без хартија, целосна дигитализација и електронски јавни услуги како темел на новиот модел на управување. Во приложение ги гледаме нивните и пораките на дел од кандидатите од останатите општини. Културен дом Есма Реджепова, фудбалски стадион и пакет социјални мерки за најранливите во Шута Оризари, ветува кандидатот за градоначалник на Скопје Орце Ѓорѓиевски. Во Шута Оризари планираме изградба на нов културен дом Есма Реджепова, на местото на старото матично. Ќе вложиме во културата како темел на заедништвото и локалниот идентитет овде. Домот ќе биде простор за театар, концерти, изложби, кинопроекции и младински активности, но и символ на достоинство, традиција и културна енергија на Шута Оризари. Со тоа ќе оддадеме и посебна почит кон големата Есма Реджепова, амбасадор на ромската култура. Додека пак неговата против кандидатка Каја Шукова од редовите на СДСМ, ако извојува победа, најавува Скопје без хартија, дигитален град за сите. Ветува електронски јавни услуги како темел на новиот модел на управување. Град што им служи на граѓаните. Концептот Скопје без хартија, значи дигитален град во кој секој административен процес е брз, достапен и видлив. Во нашиот план, дигитализацијата на јавните услуги создава целосна отвореност на градската администрација. Преку алатката Отворен буџет, граѓаните имаат постојан увид во трошењето и распределбата на јавните средства. Електронските јавни набавки обезбедуваат транспарентност и одговорност во секоја постапка. Загреана е атмосферата и кај кандидатите кои сакаат да седнат во градоначалничкото столче во центар. Герасимовски од СДСМ советување за нови и модерни детски и спортски игралишта, а неговиот опонент од Знам кажа дека инклузивноста, социјалната грижа и локалната економија ќе бидат неговиот фокус ако стане градоначалник. Ги обновуваме сите детски и спортски игралишта во општина Центар. Сега децата, младите, но и возрастните имаат свој простор каде што може да се рекреираат, дружат и социализираат. Во новиот мандат продолжуваме со поставување на нови игралишта и урбана опрема, со што ќе ги поттикнеме центарци на повеќе физичка активност и негување на спортскиот дух.
при уредување на новите детски игралишта, посебно ќе внимаваме тие да бидат инклузивни и пристапни за сите деца. За центар што го сакаме. Ќе обезбедиме еднакви можности за сите наши сограѓани. Без исклучок. Ќе отвориме дневни центри за децата со попреченост, ќе создадеме програми за нивна поддршка и целосна инклузија во образованието. Поддршката ќе ја прошириме и кон нивните семејства, затоа што грижата за најранливите е мерка за човечност на едно општество. Паралелно. Во тема на денот, како што најавив, мој гостин Армен Григоријан, постојан представник на UNDP во земјава. Welcome. Thank you for being with us this evening. Thank you for having me. You are celebrating 30 years of UNDP in Macedonia. Looking back, what would you say was the most important thing you did for the country in the 30 years working here? Well, first of all, thank you for having me here. Indeed, this year we celebrate 30 years of partnership and 30 years of success story in this country. In fact, UNDP started here with only 4 people, and now we are a sizable team of almost 80 professionals. Only 2 internationals, all of them, other colleagues are national staff from this country. Perhaps I would like to bring maybe a few examples of, because it's very difficult to identify one most important activity that we are doing. We started in '98 with a project that was clean and green, cleaning and greening the riverside of the Vardar River in the city of Skopje. This was one of our first and very successful interventions, and even now when I walk alongside the river, I kind of connect myself to what was done 30 years ago by my colleagues. The other important early intervention is that UNDP in fact supported the establishment of Ministry of Environment in this country. And this was something that we are very proud until now. Ministry of Environment is a big partner for UNDP until now. Perhaps 2-3 other examples that I would like to highlight is our work at municipal level, because around 70% of our work is in fact outside of city of Skopje in municipalities, but we also consider Skopje as one of the municipalities as well. One of our environmental long-standing initiatives is coming from the region of Prespa Lake. We started in 2007 there, and we are continuing now with several environmental activities, but also business generation, tourism development, and perhaps the flagship initiative in the Prespa region is that we are building a border cross point between North Macedonia and Greece. Markova Noga. Markova Noga, yes. And this is, I think, opens or will open so many economic, social, environmental, cultural opportunities for those regions that around Prespa Lake. And finally, I would like to perhaps highlight the National Development Strategy of this country that is designed with the help of UNDP, and we are also a very happy and proud partner of the government of the country in supporting them in the implementation of the National Development Strategy. I will ask you more about some of these projects later on. You work across different areas, from ecology and digitalization to local democracy and employment. Which project would you single out as the strongest proof that UNDP brings systematic change and not just short-term results? In all our interventions in North Macedonia, especially in the last decade, we are aiming to provide systemic support to ensure the sustainability of the process after we leave the project. Because what we are trying to do is to develop the capacity and develop the ownership of our national partners. So we can, this approach we are using in all our interventions, and it will be very difficult to identify one or two for me. But for example, we have implemented a very sizable flood protection project in the Polog region of the country after the devastating floods of 2015, where after
we finished, we tried to establish a system that will carry on the activities aiming at increasing the resilience of this part of the country. For example, we established an intermunicipal cooperation council bringing together 9 municipalities in that part of the country that regularly discuss the issues related to resilience and protection from floods and protection from other disasters. That's very, very important. If you mentioned different projects, but let's say we take the self-employment as an example. You say this program created around 14,000 new jobs. How do you ensure that these businesses are sustainable after the project has ended and these open jobs stay on the market? In fact, we have designed a methodology jointly with our national counterparts, which is in this case the Employment Service Agency, Ministry of Economy, Ministry of Social Welfare, where we track the success rate of the companies, startups and individuals that we support. And one of the ways that we are ensuring their success rate is that we work with them for the next 5 years after we provide the initial support, and we basically walk with them hand by hand. We walk with them, and I am very happy and proud to announce that success rate is around 70%, and the remaining 30% is mostly people who leave the country. So whoever stays here are very successful in what we are supporting them with. Yes. Environmental protection, you have already mentioned, also disaster resilience are kind of part of the DNA of your organization. You mentioned the Prespa project and the reintroduction of deer in Galicica, which is a nice symbol of restored nature. What's next on UNDP's green agenda in Macedonia? Indeed, Galicica is a very exciting intervention that we did. I went to see the deers myself. It's fascinating. There is a short documentary that we produced on this, which I highly recommend for the viewers of your TV channel, TV company, to look. On the green agenda, on environmental agenda today, perhaps I would like to highlight 2 initiatives. First one is tackling air pollution in city of Skopje. We know, I also live in the city. I've gone through 3 winters now, and the 4th one is approaching. We know that the air quality in the city requires improvement. And we work with the Ministry of Environment, with municipalities, with city of Skopje to address this issue. In the first phase of this program, we have improved indoor and outdoor quality of air in around 130 households, 1 school and 1 preschool, mostly in Lisice and Aerodrome. Yes. We are now expanding this to 5 other cities: Kumanovo, Struga, Kavadarci, Strumica, and Gostivar. And these are the municipalities where, according to our calculations and source apportionment studies, as they are called, the quality of air is not very good as well. We are discussing now with the Ministry of Environment and other partners possibility of not only geographically expanding this, but also scaling up in the city of Skopje for more parts of the city. Right now, UNDP is involved in the implementation of the National Development Strategy 2024-2044, the country's first long-term vision. What makes this strategy different from the previous documents that it's very common that they only stay on paper? I think there are several factors there. First, I think it's really a state-of-the-art document which was developed with support of a large group of international experts, specifically experts on 6 priority areas, experts on SDGs, experts on EU accession-related issues. Second factor that I would like to highlight is the participatory methodology that was used to design the National Development Strategy. We have included approximately 16,000 people in person
to design the national development strategy in different parts of the country, in different social groups. We had a special group for youth, special group for people with disabilities, for minorities, for returnees, etc., etc. So this is a very representational, so to say, document. And the third factor that I think makes this very special is a very strong ownership of the government. In fact, when the parliament was adopting the law on the national development strategy, it was a transitional parliament between the previous government and this government. We had the highest number of votes from all parties that are represented in the parliament to support this initiative. And we are very happy to see that the current government is very strongly positioning itself as a leader and owner of this strategy. Yes, that's very important to ensure political continuity, having in mind that this document, this strategy spans 20 years and government constantly changes. Do Macedonian institutions, in your opinion, have the capacity to continue all of these projects that you are doing in partnership once the donor support ends? I think, again, maybe three things that I would like to highlight there. The capacities need to be adjusted to the current objectives and needs. And the objectives and needs may vary. So we can say that, for example, to achieve the objective number 1, we have the right capacities. But to achieve the objective number 2, we probably need to grow a little bit the capacities. So the capacity development is an integral part of our involvement with any national project, in fact, in this country. And my understanding is that, we have examples where we close projects, we do the handover to the national institutions, and they are successfully continuing. And this is our objective and our hope that this will continue with all other initiatives that we are implementing. Because the ownership, the way that we want to position ownership, we start working with our partners from the very beginning. It's not that we implement the project and in the end we just hand over it to national institutions. Starting from the design stage, we bring national partners and work with them. So it is in fact what they want to do, not only what we want to do. Yes, that's very important. Well, UNDP has implemented projects worth over $230 million, which is a huge amount of money for a small country like ours. Who are your biggest partners and how do you build trust with donors? Okay, we have long-standing partners, institutional partners that are working with us and walking with us and helping us to help the country for all the 3 decades that we work. Perhaps on the international scene that are actively supporting UNDP now, I would like to mention Swedish government through SIDA, Swedish International Development Agency, Swiss government through Swiss Development Cooperation. We have very good partnership relations with the UK government, with Slovak government, etc. On the side of the bilateral, so to say, partners, we have very strong commitment from the government of North Macedonia. In fact, government of North Macedonia is one of our bigger donors. The third category is perhaps multilateral institutions. In addition to UNDP core funding, we have very good support from EU delegation, European Union, here in Skopje, but also from international financial institutions such as EBRD, European Bank for Reconstruction and Development. They are very strong partners of UNDP. You're marking this anniversary across the whole country with activities in different regions and municipalities. Why was it important to celebrate it this way and not only with a huge cocktail in the capital? As I said in the beginning, 70% of what we do is in the regions, in different parts of the country. And by celebrating it in these regions, all regions, development and planning regions of the country, we wanted to thank our partners. Cocktail is not a bad idea, but I think we wanted to thank our partners and the people that we work with, because behind every successful project there is a human story. And these people are there, these are our colleagues, partners, friends, and sometimes they become already friends as well. And we wanted to celebrate it with them.
After organizing these events in 7 planning regions of the country, now the last one will happen in Skopje, the concluding event of our marathon with the speed of sprint. We are aiming at the end of November, and this is where we would like to invite all our friends and partners to celebrate together and to thank them all. Well, Mr. Grigorian, you've been here in Macedonia since 2021. How do you see the country today? What are the biggest challenges for us? And what would you say to young people who are thinking about leaving Macedonia? Indeed, today marks exactly 4 years since I arrived in North Macedonia, and I have been staggered with the warmth and welcomeness of the people of this country. Is one of the very important factors that also makes your work also pleasure is the people of this country. The nature is beautiful, food is good, but people, I think, make a whole lot of difference. What I would suggest or advise the younger generation is that you have a beautiful country, and as JFK said once, it's not what the country did for you, it's what you did for your country. So you have a lot of opportunities in this country, use them. Provide for your country and benefit from it. I think the opportunities are vast, opportunities are there. It's a matter of finding them, it's a matter of working and making an effort to reach your dream, to reach your objectives. Well, Mr. Grigorian, thank you very much for being part of our newscast. Congratulations on the 30 years and good luck with your future activities. Vi благодарам. Thank you very much. Благодарам. Тоа беше последна содржина во овој дневник. Следното издание во 21 часот. Пријатно!